Да, повторно во студиото на што не е јасно, причина хаваријата која што се случи во ОХИС, фабриката ОХИС денеска. Моја соговорничка Невена Ѓорѓиевска од О2 иницијатива. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на Алфа. И само да напоменам дека телефонските броеви ги отвараме, почитувани гледачи, доколку имате лично сведоштво или пак нешто сакате да прокоментирате на темава која што веќе ја најавив, а се однесува на хаваријата која што се случи во ОХИС, слободно јавете се и ќе продискутираме во живо во програмата. Ѓорѓиевска, надлежните смируваат дека нема опасност, отпадот се исчистил. Јас последната информација што видов од Министерството за животна средина беше дека треба да работат во текот на целата ноќ, а наредниот ден да се направи контрола. Така да јас прво би почекала таа контрола да види дали колку е направено тоа, па да излезат со соопштение. Не знам како 6 тони успеале да... Не знам, мислам, стварно толку брзо се одвива информацииве. Прво беше со недоверба од некои сајтови, дали е вистина или не. Потоа излезе дека доваѓа армијата, значи не е мала работа и дека тоа исто беше, значи, изненадувачки што граѓаните алармирале. Да. Надлежните како да не знаеле, туку алармирале граѓаните откако, нели, им се случувало тоа што им се случувало. Почнале да отежнато да дишат и да чувствуваат печење на очите и главоболка. Токму така, меѓутоа кога се работи со опасен отпад, си имаат некои планови предвидени со закон кои предвидуваат што треба да се направи во случај на хаварија. Ние се прашуваме зашто одговорниот оператор кој ја работел оваа операција не ги следел тие протоколи пропишани со тој план. Значи пред се би требало да ги извести сите надлежни и да ги повика оние што требале одма на лице место да делуваат, а не да се чека тоа да се расшири, па граѓаните да почувствуваат, да дишат, да печат очи, па да јавуваат. Мислам, знаете, ние услови на загаден воздух, постојано граѓаните се жалат на мириси, непријатни печење на очи, така да сега во ситуацијава не знаеме што се случува и друг пат, кога треба да се реагира. Од друга страна, што ако тој опасен отпад немало мирис, бој или таков начин да го осета, да агресивно да делува, што тогаш? До кога ќе чекаме доека последиците не се подраматични? Така, ми јавуваат од режија дека имаме гледач. Ало, добро вечер. Ало. Добро вечер, повелете во програма сте, со кого разговараме? Ало. Да, ве слушаме, повелете. Вака. Јас би ја прашал гостинката до кога ние како држава ќе дозволиме да немаме мерни станици во секоја населба. Господине, вие зборувате за загадување на воздухот, така? Па за све. Загадувањето е и ова и хаваријата. Па добро, хаваријата не се мери со мерна станица. Во кој дел од Скопје живеете? Сакам да кажам, од Карпуш една е загадено, никој не проверува од каде и солзење на очи има се јавува по миризба и така натаму. Значи, сите тие загадувања и овакви хаварии кои ќе настанат, тие немаме прво мерни станици. Мислам на мерни инструменти. Ја не верувам во Македонија да има да кажеме инструменти, да имаат надлежните за овие ураниум и такви некои тешки да кажеме радиоактивни елементи. Кој е вашиот став? Што мислите за хаваријата која се случи денеска во ОХИС? Додека не спорно со става. Значи, у затвор да ги стави тие луѓе вакви работи, а и за било што друго, тие ќе си саме западот од надвор. Сметате дека треба да има одговорност од надлежните? Како дозволиле да се случи тоа? Да, само да се надоврзам на овој претходниот што ви беше гостин.
не бевте тогаш да... Претходниот гостин зборуваше за состојбите во затворот. Сега имаме друга тема. Ви благодарам за јавувањето. Секој добро, останете да не гледате и понатаму. Од режија би замолила, доколку има гледачи на темата, да ми јавите за да ги вклучиме. Надлежните велат дека се случил мал инцидент. Да се излијат неколку тона. Колку е тоа мал инцидент? Од дона што успеавме да го видиме у законот, тоа е хаварија. Најверојатно сега Зборуваме за законот за животна средина, да, така? Да. Според она што го успеавме да го видиме во законот како треба да се постапува со хаварија, се гледаат пропусти сега за сега. Така да сега најверојатно начинот да се дефинира како инцидент е шанса да се избегне одговорност, не знам. Треба да се види што понавака. А што пропусти? Еве вака. Значи, еве го јас се на брзина што успеав да видам. Значи, информации кои се доставуваат од страна на операторот во случај на хаварија. Тоа е член 151. Операторот е должен за настанатата хаварија веднаш да ги извести органите на државната управа надлежни за работите од областа на животна средина и штом ќе бидат достапни да му ги достават податоците кои се однесуваат на околностите во кои се случила хаваријата, присутни опасни супстанции за време па и после хаваријата, податоците потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина до кои дошле како резултат на хаваријата, преземени вонредни мерки. Значи, постои процедура, план кој требале да го имаат што во случај на хаварија. Исто така требало и да информираат околното население, градоначалникот на таа општина, кои процеси се одвиваат таму. Знаеме ли што се случувало во Охис? Не, она сега што го слушаме е дека се излеале 6 тони вода од цистерна во која претходно имало опасен отпад. Колкава е количината сега на таа вода, значи концентратот, колку е опасен, не знаеме. Исто така, прашање е зашто операторот кој бил надлежен за оваа фирмата е Екоцентар 97, колку што гледаме работи повеќе од 10 години. Зошто таа не ги известила надлежните како што требало? Потоа прашање е она што видовме на страната на Екоцентар, значи од тие појавени дозволи не гледаме дека имаат некоја дозвола за работа со опасен отпад. Значи таму има третман на неопасен отпад, складирање и транспорт, и исто така работат со елаборат за животна средина. Значи немаат некоја интегрирана дозвола или некоја повисока така. Ќе дозвола. направиме овде само кратка пауза. Имаме гледач на линија. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма. Сте господјо, со кого разговарам? Со Силванка разговарате. Повелете, ве слушам. Прво, за загадувањето во Охис. Да? Не знам како да кажам, ама мислам дека сите власти сигурно се запознаени. Ова е труење на цел народ. Ова е веќе загадување, па можам да кажам последен степен што сите се гушиме во Скопје, не е само ово што се изфрлаат секакви хемикали. Луѓето страдаат, па ништо чудо и канцери да добиваме и добиваме више. Тоа власта го знае и владата, само Господјо, во кој дел од Скопје живеете? Јас живеам во центар. Така? Во центар живеам и имате роднини можеби кои што живеат во околината на Охис? Да. Се слушнавте со некој од нив? Да, се слушнав и затоа на што се жалат? Печење на грло, печење на очи. Биле на лекар? Па сигурно ќе одат ќе посетат лекар. Така. Мислите ли дека тоа е некој мал инцидент или е сериозна работа, меѓутоа надлежните сакаат да ја сокријат? Сериозна работа е, не може да биде мал инцидент кој што го придружували и самите вие кажате. Имале придружба за тој отпад. Значи, јас би сумљала и сумљаме цел народ дека ова е голем инцидент кој што е веќе ние служиме за депонија и труење на народот. Ви благодарам за јавувањето, останете со добро. Невена, кои се процедурите кога се складира, носи отпад? Фирмата имала дозвола за работа, тоа е склучено договор со, претпоставувам, министерот Садула Дураку.
Има некои дозволи сега што ги видовме од подпишани од Садула Дураку, ама тие се дозволи, сега треба точно да видам. Дозволи за неопасен отпад беше, значи опасен отпад не најдовме на страната. Значи ако Така. имаат не е објавено. Така да не можам да тврдам А дали ова имаат е опасен отпад. опасен отпад. Да. Дали постојат некои процедури? 6 тони или 5 тони беше 6 тони Цистерната била цистерната така, била, разбирам. тоа е огромна количина. Така. Велат дека била собрана. Како може течност излеана да биде собрана? Колку што разбирам, корито имало, не се излеало на почвата, него во корито, што е некоја страна, да речеме, по безбедно, бидејќи ако отишло во почвата, тоа ќе понира и ќе треба, мислам, некој дел сигурно нема да се собере и да се прочисти така лесно. Треба да излезат утре надлежните, точно за да не настанува паника, да излезат со точни соопштенија и да прикажат и слики како е, така да не се создава паника и кај населението. Постојат многу информации, народот сега и се шират и некои информации што стварно не треба да се зремат здраво за готово, како горење радиоактивни отпади и слични работи. Меѓутоа, ова сепак не можеме да го исклучиме дека не е сериозен инцидент и заради тоа, бидејќи армијата влезе, значи армијата има само таква единица што може да се справи со вакви хавари, така да нормално и народот да е загрижен. Затоа надлежните треба да излезат правовремено со информации и да следи и одговорност за целава работа. Значи, се додека одговорноста изостанува во вакви работи, ќе ни се случуваат. Мислам, колку помина месец и пол од кога беше случајот со ArcelorMittal и изливањето на Така. во водата, која пожолте водата, пак на луѓето алармираат за пожолтување на водата, иако имаш информации дека и претходно имало, но најверојатно не биле во толкави дози. Па еве, се уште немаме, пишува дека има казна од 100.000 евра, меѓутоа се уште не е изречена. Сега има некои комисиски спогодбени. Ли дека ако еве граѓаните не пријавиле затоа што немале никакви симптоми, да кажам, надлежните се должни да информираат дека таму се случила хаварија? Нормално дека се должни. Прво, самиот оператер треба да го извести. Значи, треба да се запознаени и луѓето што живеат во околината. Така? Значи, кога веќе се случува таков некој настан, би требало да знаат. Би требало да знае и градоначалникот на таа општина. За Линданот во Охис знаеме, значи сега ја следиме процедурата. Исто така кој ќе дојде процесот кој ќе треба да се транспортира, исто треба и таму да биде обезбедено. Меѓутоа тоа е веќе позната работа, се надевам дека ќе бидат информирани, така да за ова еве не знаевме. Мислам, не знаевме дека се случува таму нешто. Дека има, што е добро, мислам, добро е да се отстранува отпадот кој постои постепено, меѓутоа еве не беше таа информација. Знаете како и кај нас кој ќе дојде на информација Линданот и сите се насочуваат на таа информација, а околу информациите некако стануваат непознати. Дали е оправдан стравот на граѓаните, на населението во околината, па и на паниката која што се создава? Знаете, ако немате официјални информации, ако имате некој кој што само ја смирува ситуацијата, може би оправдано е што шпекулациите се единствена информација. Оправдано е точно, меѓутоа има и доста шпекулации што во последно време некои ги користат за сосема други работи. Значи, ние што ги следиме работите, мислам можеме да ги препознаеме. Меѓутоа луѓето, поготово кога ќе дојдат овие загадени денови, стварно се исплашени. Секоја година процентот на смртност од загадувањето е се поголем и поголем. И нормално е да има страв. Палењето на кабли исто така е токсично. Меѓутоа, за некои луѓе тоа е толку нормално што првото оправдување им е тоа е за лепче. Дури и другите ги оправдуваат. Мислам, огромни токсини се ослободуваат. Не е работата само пием частичките, значи тоа е големината на частичката. А што содржи внатре е друга работа. Од она што се ослободува од горење на дивите депонии што го вдишувам исто така е. Меѓутоа може нема последиците да настапат наеднаш, него постепено се труеме. Така да целата загаденост и се она што ни се случува од палење на депонии, од палење на контейнери. Значи ја бев револтирана пред некој ден кога излегува со информација колку била материјалната штета од тие запалени нови контейнери, меѓутоа пластика е тоа.
Тоа се ослободуваат тешки канцерогени соединенија кои влијаат врз нашиот здравствен систем. Значи, тие што го прават тоа, нека се замислат малце. Имаме повторно гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Програма е добра и ова што не е јасно. Ето, видите, јас имам брат, живејќи села Вода на крајот, други роднини во Пентија. И прашував како е со хаварија, еве да речеме како хаварија. Дали ја сеќате нешто? Брато вели ништо до сега се немам ни слушнато вели на телевизија. Јас од Прилеп се, брат ми живее таму. И други роднини во Пентија. Немаме, вика, така работа до сега. Не сте информирани, вели, прем ние. И не осеќаме ни миризма или ни ништо. Па сега гостинка како е тоа не ми е јасно и не зна и сама да појасни што е проблемот. Дали е растанат од години уназад или сега. Господине, очигледно не само брат ви што не ви објаснил што е проблемот, туку и вие не сте информирани што се случило. Така? Се случило е цистерна се миела таму. Се истекол отров. Така? Не е тоа доволно опасно? Да истече отров од 6 тони? Како што кажуваат до сега, се немало... Не е опасно да истече отров од 6 тони? Ама опасно е тоа. Ама не е толку хаотично како што се кажува. Колку треба да биде хаотично? Колку треба да истечат? 20? Не и 2 треба да исчетат, господијо. Ни 2 килограми. Па токму за тоа зборуваме. Ви благодарам за јавувањето. Останете со добро и понатаму на програмата на телевизија Алфа. Надлежните велат дека не е ништо страшно затоа што нема повредени. Дај Боже да нема повредени, да нема последици. Значи, тоа е добро ова да не биде едно предупредување како понатака. Значи, ние претходно алармиравме и повикуваме на тоа дека за некои работи многу ноншалантно се однесуваме. Значи, едноставно, некои системи, закони што треба да функционираат, не функционираат. Значи, ги спомнав палењата за линданот и охисот. Значи, долго време не се знаеше и никој не се беше загрижен за линданот што значи во близина на 3 километри од центарот на градот да имаме такви депонии. На Паленица ги носеа децата со години на екскурзии. Така. Таму кога отишле да испитуваат, отишле со скафандери. Така да, она што сметаме дека не е опасно во моментот, ако во моментот не осеќаме некои надразнувања, не значи дека не е опасно, зависи од имунитетот на човекот. Значи, кај некој може и да се развие побрзо, кај некој воопшто да не се развие, меѓутоа тоа делува и на имунитетот, меѓутоа и се јавува во следните генерации. Значи, предизвикува генетски мутации кај луѓето. Значи, некои работи што се опасни на различни начини влијат. И ја би сакала да појаснам само за слушателите, значи јас не сум професионално нити хемиски инженер, јас сум електроинженер, ова ми е волонтерска работа со еколошката активност, така да јас гледам она што можам од законите да видам и она што ние ги правиме анализите, ги правиме да помогнеме на некој начин да алармираме каде системот ги прави пропустите. Значи, ги поттикнуваме и граѓаните на граѓанска активност, за да ја пробудиме и државната администрација и државните органи таму каде што не делуваат да почнат да делуваат. Затоа зашто додека имаме будно граѓанство, ќе имаме и подобра држава. Апсолутно. Само за гледачите кои што, еве како гледачот од Прилеп, кои што не знаат што се случило, значи истечена е вода од цистерна во кој бил претходно складиран метил акрилат мономер. Откако е испразната цистерната, фирмата имала обврска да ја исчисти. При перењето попуштил вентилот и течноста се излеала во бетонска када која е надвор од објектот и затоа се почувствувала непријатна миризба во околината. Значи, тоа се информациите кои што се објавени во јавноста и со кои што досега медиумите располагаат. Дали станува збор за мал инцидент или хаварија и дали тоа што нема повредени значи дека имаме мал инцидент, а немаме
хаварија. Тоа се надевам дека ќе покаже истрагата. Дали овде треба сега да се направат лабораториски испитувања или пак можеби некои конкретни здравствени проверки на лицата кои што биле? Значи, ако на неколку километри се осети миризбата и нели има печење во очите и има потешкоти или гребење на грлото, еве да не звучи многу страшно, потешкоти со дишењето, дали треба да се направат некакви испитувања за последици кои би можеле да настанат? И да се направат испитувања, претпоставам кај здравствените, кај овие здравствени последици, докажувањето е малце потешко, треба во одреден период да се види. Така да, првенствено ја би се задржала на тоа дали се следени сите постапки што ги предвидува законот. Значи, доволно е барем тие да се проверат и да се види каде се пропустите, зашто пропусти сигурно имало. Значи, исто така колку пати е вршено контрола, како се вршела контролата, дали на лице место имало човек задолжен кој ќе го надгледува сето тоа. Така. Многу инсталации кои се загадувачи, иако луѓето алармираат дека има загадување, кога ќе излезе инспекцијата на терен, излегува дека нема ништо. Така. Ние често запрашуваме каде е проблемот. Дали сите инспектори совесно си ја вршат својата работа? Кој ги надгледува нив? Значи имаме инспекцијски совет кој освен што издава лиценци, ако граѓанинот или некој поведе постапка до инспекторот, тогаш го разгледува неговото работење. И ако што успеав да видам, инспекторот е независен и треба да постапува, меѓутоа кој ја врши надгледувањето над неговата работа, некако законски е така не добро дефинирано, барем ние не сме успеале да најдеме нешто поконкретно. Сметам дека треба да имаме и лекарско стручно мислење, бидејќи, како што кажавте, Невена, не е тоа во ваша надлежност. Доктор Чибишев, мислам дека ве имаме веќе на линија. Добро вечер. Добро вечер. Докторе, дали се случи хаварија во Охис или пак само мал инцидент со оглед на фактот, како што тврдат надлежните, дека нема повредени? Па вака, јас целден како граѓанин го следам овој проблем што денеска искрсна во фабриката Охис и сум вака како клинички токсиколог многу загрижен затоа што прво немаме ниедна информација или изјава од официјално лице од одредена владина институција која што треба да ги контролира ваквите несреќи или ваквите хаварии. Кога нема официјални изјави и кога немаме официјални информации, имаме спекулации. Значи, многу од порталите по интернет, по социјалните мрежи се шират разни вести од кои што граѓаните се сигурно многу загрижени. Јас како граѓанин сум загрижен. Меѓутоа, од она што јас го знам за метилакрилатот мономер, се работи за токсична субстанца, хемиска субстанца, која што има неповолно дејство на здравието на луѓето. Посебно кога се доаѓа со незе во контакт директен или кога се доаѓа во контакт со испарувањата, затоа што се работи за лесно испарлива течност. И тие испарувања во контакт со очите предизвикуваат воспаление, нели наслузокожите, слузокожите во очите, пецкање, печење, солзење, предизвикуваат иритација на респираторниот систем, која што иритација во зависност од концентрацијата на присутниот метилакрилат може да предизвикаат многу сериозни нарушувања во респираторниот систем. Покрај тоа, метилакрилатот има и високо алергенско дејство, значи може да делува како алерген и да предизвика тешки алергиски реакции. Затоа и јас навистина сум зачуден како досега ниедно официјално лице не излезе да каже точно за што се работи. Прво точно за што се работи, колкава количина на метилакрилат е истечена во надворешната средина, дали е тоа метилакрилат или е само како е објавено нели вода од испраната цистерна, и што е најважно да кажат
колкава е концентрацијата на присутните пари во воздухот. Затоа што тоа е основно. Според препораки некои нели на Светска здравствена организација, па и некои препораки што јас денеска ги видов од Европската агенција за хемикалии, концентрацијата до 10 единици не е толку опасна за човековото здравје. Меѓутоа, ако е над 10 единици, тогаш си има протокол како треба да се постапи. Дури во некои случаи се препорачува евакуација на населението во диаметар од 800 до 1000 метри. Прво што треба да се направи е да се заштитат сите лица кои што денес манипулираат со цистерната, со метилоакрилатот и кои што мора да бидат присутни во радиус од 50 метра околу просторот каде што е изгледано тоа. Предпоставувам, докторе, дека треба да имате посебна заштитна опрема при работа. Апсолутно. Кога реков заштита, значи треба да носат заштитна облека и заштитни маски. Затоа што контакт со кожата може да настанат тешки оштетувања на кожата, изгореници на кожата. Само да дополнам дека не делува метилоакрилатот и пареите само на респираторниот систем. При подолга експозиција, подолга изложеност може да настанат оштетување на централниот нервен систем и појава на некои симптоми од страна на централниот нервен систем, како што се грчеви, нели, конвулзии, поспаност, дури пореметување на свеста може да се јави, што може да биде некогаш и, не дај Боже, и фатално, нели, некој да изгуби свест, па да остане подолго време во таква загадена средина, може да настанат тешки оштетувања на здравјето. Навистина сум многу загрижен и еве со внимателност сега ја гледам вашата емисија, иако вечерва е нели празник, Митровден е, сите сме по гости, меѓутоа еве телевизорот е вклучен и ве следиме што се случува, и ги следиме мислењата на експерти од другите области. Јас се надевам дека брзо ќе се најде решение за ова. Меѓутоа, пак велам, мора да имаме официјална информација од официјално лице, од овластените владини институции. Треба да излезат и да кажат што се работи, што се случува. Докторе, ви благодарам за овој разговор. Имајте пријатна вечер. Доктор Чибишев, клинички токсиколог, кој зборуваше во емисијата Што не е јасно. Според информациите кои што беа пласирани во јавноста, хаваријата се случила на Пладне, но службите интервенирале после 3 часа. Што треба сега надлежните прво да направат за да бидат транспарентни, прво да ја смират јавноста дека нели има или нема проблеми по здравието, по животната средина, постојат некакви опасности или не постојат опасности, и да излезат со одговори што затаило и каде била грешката. Вака, значи, дали ќе биде задоцната реакцијата веќе утре да се испитува, бидејќи според последните информации, нели таму веќе нема ништо? Тоа што го каже и докторот, таа е лесно испарлива субстанција. Значи, кога се случува ваков инцидент, хаварија да речем, така? Државен инспекторат треба да излезе одма на терен. И треба да се измери во тој момент, значи што е можно побрзо, колкава била концентрацијата. Со секој наредно одлагање, концентрацијата со испарувањето се намалува. Така да реакцијата и по 5 часа не е истата како што било во моментот. Проблемот во нашата држава е што немаме државна акредитирана лабораторија. Значи, инспекторите кога идат на терен, треба да ја користат услуги на друга лабораторија, најверојатно имаат склучено договор, не знам дали има тој за секој или по потреба повикуваат одредена акредитирана. Овде негде видов информација, не ја проверив, нема време, дека МВР земала примерок за лабораторија, така да... Сигурно во криминалистичката лабораторија нема да го испитуваат тоа. Не знам, може и да не прочитав добро, беше све на брзина, да, значи и јас проблемот, тоа го видов објавено, не знам дали Министерството тоа нешто го кажало, дека има таква информација дека се земал примерок за испитување, меѓутоа пак ќе кажам тоа не ми е официјална информација од Министерството за внатрешни работи, така што не можеме да тврдиме дали меѓутоа доколку навистина тоа се случило, тоа е страшно. Значи страшно е што немаме толку години лабораторија државна. Значи многу работи поминуваат така непроверени. Значи немаме докази ние што се случува.
Заради тоа е и тоа одлагање и закаснетите информации би требало да излезат и да кажат вистината. Само така нема да има паники и да кај народот и понатака ќе имаме на некој начин доверба треба да се гради. Значи не може со минимизирање на одредени работи да се бара доверба кај народот. За секоја грешка треба да се излезе одговорно и да се признае. Овде е направена грешка, овде се направени пропустите и тоа е заради тоа следен пат да не ни се повтори. Ако секогаш ги негираме овие работи, ги минимизираме, никош нема се поправиме. Или тоа поправање ќе не коштат животи и години. Значи, целата таа работа што па еве сега слушам и загадувањето не изгледа толку страшно затоа зашто имало и не знам 28 земји во Европа кои имале загадување. Значи тоа е малце така смешна изјава. Тоа треба да не биде оправдание? Да, само кое е загадувањето? Веќе ако збориме со податоци. Дали загадување што кај нас веќе го сметаме чисто од 70, ние се радуваме кој ќе ни паднат на 70 микрограми на метар кубен, а за Европа тоа е паника. Значи, они веќе се во алармантна состојба. Така да, работите не треба да се минимизираат. Треба да се излезе јасно и гласно и да се соочиме со проблемот што го имаме. Така. Се надеваме дека надлежните ќе излезат час поскоро со информација, доколку не го сторат тоа, ќе остават простор за големи шпекулации. Само да прашам дали имаме гледач на линија? Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете во програмата. Ево од аеродром гледач. Да? Внимателно ја пратиме вас во емисијата и поздрав до вашиот гостин вечерва. Да ви кажам дека граѓаните во Скопје, не само и во Републиката наша, се тотално загрижени со сите овие настани што се случуваат едноставно. Знаете како, за зачуден факт што одговорното лице, оно што било платено за да изврши својата функција, да заврши таа работа на најодговорен и примерен начин, мислам дека беше тоа директорот и раководител на таа фирмата, што може да го слушам, уште човекот да се испофали дека нема ништо, дека тоа било се окей и така натаму. Со самото излевање на тоа, они веќе направиле прекршок. Направиле постапка со која мора да се поведе одговорност, да се поведе и така натаму. Не, факт е дека се донесени инспектори, факт е дека се вклучи јарбијата, факт е дека и така натаму. Меѓутоа, знаете што загрижува кај нас? Што се сложувам со докторот пред мене што зборуваше. Немаме никакви информации како граѓани. Значи, конкретно, оваа власт стапува со демек. Ова е транспарентни се они као се ќе се каже се знае, меѓутоа знаете кога ќе да знаеме правата вистина за ова? Може и после месец дена. Катастрофа. Значи ние за вакви хаварии кои настануваат или кои ќе стане ваков некој инцидент од поголеми сразмери, па должи се под итно да излезат во рок од 1 час, 2, каде има крадули, да излези да каже зашто се работи, како се работи граѓаните, едноставно да не шпекулираме, да не се збори. Еден паднал во несец, еден не можел да диши, еден не знам што се случило и така натаму. Што е вистината? Зошто се крие? Од кого овие луѓе кријат од институциите? Од народот македонскиот, од кого кријат? Од граѓаните од Скопје? Па ние секој ден се гушиме. Рачунајќи дека не е почната сезоната, ние веќе имаме енормни стапки на загаденост, не само во Скопје. Тоа е од целата држава. Никој не е загрижен во оваа држава да поведе постапка. Многу се обеќаваше, многу се кажуваше, чист воздух ќе се донесе и така натаму. Меѓутоа се тоа лаги, превари, што да кажем. Катастрофа. Крајно време е овие институции на оваа влада сега да си или ќе работат или нека си заминат. Тие што не се способни, веднаш ќе ги напуштат местата. Господине, ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам што ме се слушал. Ви благодарам. Ми велат од режија дека имаме уште еден гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господин. Благодарност за вашата емисија, посебно до вас како новинар, професионалец и до гостинката. Јас се јавам од општина Аеродром, поточно од Аеродром и сум близу булеварот Србија.
Јас го почувствував вчера во очите, дури не гледав да ви кажам. Значи, се чудев што ми стана мрежа на очите. И кажувам на една пријателка, не дека ништо, не ти е почекај малце, не. Значи и плюс во грлото. Ја затвори вратата и мирисаше, знаете како мирисаше? Мирисаше како не една трева што мириса смрдлива трева. Значи така го почувствував тој осет на смрдлива трева. А таму имам во Лисиче мој брат, братучети, Вујковци, да не ви кажам, на 300 метра, значи куќите што се до Охрид на 300 метра. Значи тие и вчера ние комунициравме. Луѓето буквално биле затворени дома со очите, не можеле да погледаат. И сега, еве гледам на телевизија, полицијата влегува, војската влегува без заштита, полицајецот го гледам таму без заштита, а професорот кажува на 50 метра треба да биде со заштитни одела. Значи, кај нас не отрува, па и овие сега јадните што влегуваат таму без заштитни средства. Значи, ало, макрадули, дојдовте на власт со тие ваши памфлети дека ќе работите транспарентно и ќе зачувате животната средина. Вие почнавте да не труете, па кај не труете, па и овие граѓаниве, мислам, службените лица што влегуваат таму ги изложувате на опасност. Редно време е да си одите, да оставите луѓе кои се способни за оваа работа, зашто кај од други болести, па и од труењата. Многу ви благодарам да не задржувам. Ви благодарам што се јавивте. Јас го почувствував. И моите ви благодарам многу. Роднини и пријатели. Ви благодарам, секој е добро. Инаку, побаравме изјава и од Инспекторатот за животна средина. Колегите кои се на терен ме известија дека добиле одговор дека ги вознемируваме, бидејќи ги бараме многу доцна. Имале соопштение во текот на денот и сметале дека нема потреба од дополнителна информација. До колку часот треба да не се вознемируваат надлежните за вакви инциденти? Не знам. Мислам, чудни ми се најавиве, иако конкретно од Државен инспекторат, кој сега мислам дека е задолжен токму и за јавноста, во едно друго време, кога беше друг директор, беше многу транспарентен и излегуваше во пресред во секое време, дури неколку мејлови сме размениле навечер. Не знам. Значи, очигледно луѓето се менуваат во зависност од тоа како им одговара. Значи, кога се работи одредена работа, треба да си бидеш одговорен и да работиш како човек пред се. Да си ги завршиш своите работни задачи. Не се случува вакво нешто секој ден. Да, тоа сакам значи, да го предпоставам, ако може он дома сега да седи и да одмара, и да не се замара со работава, нека ни кажеш дека нема никаков проблем, дека ова не е ништо да не се замараат и народот. Па добро, тие тврдат дека е мал инцидент затоа што нема повредени. Уште еден гледач на линија. Ало, добро вечер. Ало. Ало. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро. Јас се јавувам од како една поранешна вработена во Охрид. Да? Значи, ние како поранешни вработени реагиравме на ова што сега се случи на време, значи имаме тоа да го докажеме документувано, затоа што тендерот што го доби господинот Еко 2003, мислам дека така се викаше, тој е поранешен вработен во Охрид, што го отвори тој отпад, значи тој е човек со електротехничко средно образование, без никакво искуство за транспорт на опасна хемиска материја. Значи, тука е добиен тендер од 2 милиона евра. Без тендер, без елаборат, уплатено му се околу 390.000 денари, значи некаде во март месец, за чистењето на Охрид, односно на овие хемиски опасни материи, каде што цените се премногу напумпани. Значи не е тоа реалноста што е прикажано. Значи се работи за нестручен тим што го направи сето ова, значи што се случи дешавката таму. Парите се земени од печената маса на поранешните вработени на Охрид. Значи од тие пари се извлечени, каде што тоа законски не смее да се деси. Имаме, значи ние сме вработени кои што имаме по 30 години стаж баш со оваа химикалија што се работеле, значи знаеме ние што значи тоа. Ова е буквално нестручно изработување. Значи после неговата изјава што ја кажа дека е таа некоја вода. Значи каква е таа вода кога луѓето, граѓаните околу се жалат по печење на очи со миризба и све, ако е вода.
Зошто се дигна толкава фама во државава од полиција, од војска, од инспектори. Мислам дека ова што се прави во нашата држава со опасност на нашето здравје никого не го интересира буквално. Значи не ова што е реалната слика што се покажува со господинов што има лиценца за зачистење на суровината, значи тоа нестручно е, неправилно е направено, значи буквално го сеќаме ние самите прво на своето здравје, а ние поранешни вработени, 2000 вработени, без 24 плати, без стаж, си го сеќаме по джебот, затоа што тој ни ги зема парите за да го чисти отпадот од ОХИС. Господјо, дали може би, бидејќи велите, тврдите дека имате лични сознанија, дали може би тимот кој што работи сега е стручен или пак нестручни се? Вака се, значи тимот кој што работи сега, во моментот, не знаеме кој е, значи од каде е, немаме информации, меѓутоа ние го имавме на разгледување дадено како група од кои беа заинтересирани баш околу финансите каде што се одливаат, точно и ова екологија, Министерството за екологија, бевме таму во моментот кога се изработуваше елаборатот и он беше аплицираше за да го добие тендерот, самите вработени во Министерството за екологија се смешка дека тоа се резервоари кои напумпани со ненормална литража, значи таа не постои, дали ме разбирате. Значи само да се земат парите, значи ние ги имаме тие документи. Ние имаме докази за тоа. Мојата гостинка сака исто да ве праша нешто, повелете, Невена? Ме интересира дали поднесовте некои преставки со овие документи што ги имавте? Имаме преставки поднесено на сите могучи институции. Од во финансија, антикорупцијска, во влада, значи ние секаде сме и не гледате по улиците. Ние 14 месеци сме надвор. Секој вторник и петок сме. Значи ние се тоа го кажуваме, некој тоа сите се прават глуви. Дали ме разбирате? Ајде да ги оставиме парите настрана. Значи што се дешава со луѓето, со здравјето наше? Што се дешава со нашето здравје? Господи, јас би ве замолила во режија, доколку, значи од која ќе завршиме со разговорот, да оставите ваш телефонски број и податоци, секако доколку сакате и иницијативата ОД2 би сакале исто така да стапат во контакт со вас, конкретно и за овој случај. Знаете што, можете слободно во вторник да дојдете, пошто ќе има и други медиуми и ќе ви дадеме документи да видите со што ние располагаме. Со што располагаме и што имаме. И колку ние на време го кажавме ова, ономо каде што треба да го кажеме, меѓутоа за жал сите беа глуви. И еве го, мене најноце ми е драго, пошто и мојата фамилија, јас имам фамилија што живеат во околината на Охис, значи страдаат, најноце ми е жал, меѓутоа дојдете и ќе ви ги дадеме документите да видите ние со каков документ располагаме. Значи сето тоа е на време кажано, значи ова е неговиот елаборат што е доставен за чистењето на Охис е крајно штетен. Значи штетен е. Не е корисен, верувајте дека не е корисен. Невен? Значи, ние знаеме како се транспортираат тие сировини. Знаеме, затоа што 30 години работевме ние со сето тоа што е. Не можете вие неук човек да го пустите и да го остави, например, вториот резервоар ноќеска 24 сати без никаква надлежност. Знаете ли дека ние имаме работници што работеа и тие резервоари беа нон-стоп, значи будни луѓе што го следат 24 сати тие беа. Значи тука се работеше, тоа е атомска бомба за Македонија, за Скопје. Значи тоа е нешто страшно што се дешава. А замислете, ние како поранешни работени, уште ова дозволите, бевме бројка до 4-5 хиляди таму. Никој во минатото не обрна внимание кој работник и каде и што работи. Значи ние таа токсична суровина ја државме во рака, ние работевме со нејзе. Каде сме ние, колку сме ние тука штетени, без никакви бенефиции? Пола луѓето не исполнира. Дали знаете дека на работниците забите им паѓа што работеа таму со таа суровина? Тоа беше жално, испиени беа, исцрпени. Никој уште во минатото, тоа не е сега толку. Значи од минатото каде беа луѓето да го видат што се работеше во Охис. Без никаква заштита го работевме тоа. И сега му се дава тендер 2 милиона евра да го исчисти тоа.
а тоа е една годишна плата на 1000 вработени. 1000, толку кошта. Значи, слободно ќе ми сконтактирате и ќе ги добиете сите информации што ги имаме. Вторник и петок ние сме секогаш пред влада. Значи, 14 месеци сме надвор по улиците и ги бараме правдата. Ја бараме правдата. За жал, не наидовме. И многу ми е жал што се случи сето ова овие денови во Скопје. Ви благодарам многу. Да? Ви благодарам и вам на просторот и ви Господјо, само секунда. Во ред. Ви благодарам за јавувањето и секое добро. Се гледаме како што рековте и вие на следниот протест кој што ќе биде пред владата. Значи ги гледам луѓе пошто во близина работам. Точно секој вторник и петок се редовни пред собрание, се затвараат улиците, меѓутоа еве јас не сум знаела што е све проблемот. Мислиме дека се само платите, меѓутоа постојат и други работи кои не допираат до јавноста. Значи тука би рекла и до вас, до новинарите, треба многу истражување. Значи многу дозволи се добиени, многу концесии се издадени, а никој не знае. Значи имавме сега информација дека почна да се копа рудник за злато во населено место кај што нема многу куќи и луѓето не се запознаени, не знаат ни што се случува. Значи, дури ни министерот, наводно тоа беше сега пред една трибина, не знаеше заменик министерот за каков рудник се работи. Значи, има многу работи. Ова е само една, за жал, што се случи хаваријава, па да дознаеме. Треба да се гледаат. Значи, ние алармиравме дека некои работи многу лесно се даваат дозволи во Министерството за животна средина. Треба да се испита кој све добива и како добива дозволи. Значи, транспорт на опасен отпад ги објавија регистрите кои се фирмите, некој еден линк знам дека не работеше, меѓутоа треба да се провери тие фирми. Ако стварно се следат законите, тие барем што ги имаме, и со пропусти и без пропусти, значи многу полесно ќе доваѓаме до вакви работи. Да не ни се случуваат хавари или инциденти, па после да учиме лекцијата. Ако имаат доволно податоци, ако институциите не одговориле онака како што треба и тие институции да подлежат на некои санкции или одговорните лица на тие институции кои не реагирале на време. Господјата овде спомна голема сума, спомна голема исто така и загрижувачка нестручност. Јас се разбира, немаме информации дали тоа што го спомна е меѓутоа таа тврди дека стои позади тоа, дека апсолутно, како што рече, нестручно било изведувано тоа, па допринело за тоа тие, нели, предходно ги алармирале сите. Еве, сега баш ја гледам, значи, вика дозвола за вршење на дејност, складирање и третман на отпад. Значи, подпишан е 15.3.2018 од Садула до Рако. Фирмата, значи, има елаборат за животна средина и нас прво тоа што ни падна во очи кога ги гледавме податоциве, дека како е добило овој тендерот само со елаборат, толку години работи дозволиве ги добиле буквално пред една година, што правиле предходно, откупуваат одредени отпад, кабли, исто и за акумулатори, во акумулаторите исто има опасен отпад. Така? Значи, требало да се види, немавме време све да погледаме. Во следниот период ќе се истражи тоа и од друга страна, мислам, не сме голема држава, некои работи се дознаваат. А посебно ќе биде загрижувачко, сигурно ќе се сложите со фактот дека доколку веќе надлежните институции биле информирани, како што тврдеше гледачката, поранешна вработена во ОХИС, дека се запознаени и Државната комисија за спречување корупција и надлежното министерство и владата, апсолутно е фрапантен самиот податок што еве било алармирано, а не се спречило. Се разбира дека тоа дополнително ќе треба да се испита и истражи. Невена, очекувате ли се за неколку дена да заврши? Нема да заврши. Затоа зашто и ние веќе сме насочени на тоа дека одредени работи од зборење, алармирање нема плод. Значи, сакаме некои работи да ги стераме и правно. Значи, гледаме каде има пропусти, сега професионално не се занимаваме со вас, имаме своји работни обврски, други. Меѓутоа е за поздрав, бидејќи сте иницијатива која што ревносно се бори да поправи нешто. Да, меѓутоа немаме доволно време толку да навлеземе и толку брзо да ги видиме овие работи.
Значи, она што гледаме пропусти, гледаме сега веќе и законски да почнеме со представки и до надлежните и да видиме како ќе да колку и да се спори, колку да е тромава целата процедура. Тоа сакав да ве прашам. Имате ли доволно енергија, бидејќи кај нас, нели, па и процесите траат со години, да ги уморат тие што сакат правдата да ја видат на виделина? Па не знам, можда дека сме жени па сме малце поеќе упорни. Ама се погодивме така, не се откажуваме, дури дополнително се мотивираме кој ќе видиме дека не идуваме на такви пречки. Ја би спомнала само со Уставниот суд што ги донесовме представките. На почеток имавме буквално никој не веруваше дека ќе успееме. Значи, ама еве имаме резултат. Значи неколку детални урбанистички планови ги укинавме. И мене ме радува кога ќе ми се јават одредени граѓани, ги добиле моите информации, па како го поднесовте ми бараат информации за да и они поднесат. Значи, тоа ме мотивира и понатаму да продолжиме. Значи, можда и ние нема да успееме све да решиме, меѓутоа, тоа ќе биде почеток за некој друг, па тие ќе ја продолжат борбата. Така да, тука сме, нашето мото е дека додека сме тука треба да се бориме. Значи, да игнорираме и да стоиме на страна едноставно не можеме. Ако веќе не можеме со ова да излеземе на крај, ќе обравиме решението надвор од земјава. Така. На судските инстанци, предпоставувам дека... Па и судските инстанции, на крај крајава, мислам, јас деца имам. Ако во оваа земја не гледам веќе иднина, треба да се иселам. Значи, не се работи веќе за мене, него се работи за иднината на моите деца. Значи, сите наши действија што сега во моментиве ги правиме влијаат за иднината и за генерациите. Избориме за патриотизам, збориме кај сакаме земјата, а се однесуваме како од денес за утре. Значи дека едноставно треба да се мислат и на други, треба да се мисли на јавното добро, треба да се мисли затоа зашто све влијае на нас. Све ни се враќа. Еве уште еднаш да напоменам дека од Инспекторатот за животна средина бара да не бидат вознемирувани во доцна во ноќта. Доволно за нив е тоа што испратиле соопштение. Инаку да посочам дека денеска во фабриката Охис се случи хаварија или надлежните како што смируваат мал инцидент. Истечена е вода од цистерна во која претходно бил складиран метил акрилат мономер. Откако испразната цистерната, фирмата имала обврска истата да ја исчисти. При перењето попуштил вентил и течноста се излела во бетонска када која е надвор од објектот и затоа се почувствувала непријатна миризба во околината, што според надлежните предизвикала и печење на очите, а и проблеми можеби со грлото кај околните жители. Еве го најдов делот каде што се наведува дека лабораторијата на Министерството за внатрешни работи зема проба која ќе биде лабораториски испитана. Јас не знам дали МВР има опрема за испитување на токсичен опасен отров, предпоставувам. Најверојатно има, меѓутоа и Државниот инспекторат треба тука да настапи со своја лабораторија. Да го направи. Имаше гледачка поранешна вработена во Охис, која што излезе со сериозни информации, кои што во наредниот период веќе утре ќе бидат проверени од нашиот информативен тим. Невена Ѓоргиевска од иницијатива од ВА ви благодарам што бевте дел од продолжението на што не е јасно инцидентно заедно со гледачите и доктор Чибишев во врска со хаваријата која што се случи во Охис. Ви благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следивте. Останете и понатаму на нашата фреквенција. Следува последниот информативен блок со мојата колешка Бојана Димитриевска. Секое добро и убава вечер.